Вечниот оган на Илинден, кој тлее низ вековите и ја грее душата на македонецот, врежан во неговата колективна меморија, актуелен е и денеска и по многу години. Илинден е празник на македонскиот народ, светилник кој вечно свети и не го светува патот, ден кој го обединувал македонскиот народ и им давал сила кога им било најтешко. Ден на не само заборав, на илинденските жртви и херои кои ги положија своите животи на ударот на слободата за слободна и независна Македонија. Една од многуте манифестации кои им оддава почит на героите е и во обикновениот од пред 20 на години, поточно речено од 1998 година, од страна на 12 коњаници од скопското село Горно Лисиче, Илинденскиот којнички марш, организација на Сдруженијето на граѓани од селото Горно Лисиче, Илинденски марш 1978 година, се одржува и оваа година по 38 пат, чии корени на оваа традиционална манифестација датираат од 28 јули 1978 година. Ајде! Војницата Илинденски марш од селото до Горно Лисиче околу 21 часот, одовде од црквата Свети Петар и Павле се упатува во селото Горно Лисиче, каде што ќе ноќева и каде што утре и сутрина го продолжува патот према Кучево. Речи си помина 60 минути од црквата Свети Петар и Павле во селото Горно Лисиче, каде што заедно со коњицата, еве дојдовме овдека во црквата Свети Тројца во селото Горно Лисиче, како што наполно непретходно овде ќе рекеваме, а утре сутрина околу 5 часот заминуваме за Белешко. Којицата Илинденски марш кој што вчера тргна од Горно Лисиче и помина во Долно Лисиче, еве денеска овие утрински часови се упатува кон Идризово, кон Јурумнели, кон општината Петровец. Откако мештаните од скопското село Горно Лисиче ја испратија којницата и ги поминавме првите 30 на километри од нашата 280 километарска патна делница до селото Долно Лисиче и откако завршивме со предпојдовните подготовки, го продолжите нашиот пат низ Скопската котлина, поточно речено низ затарот на општината Петровец, во административниот центар на оваа општина, селото Петровец, каде што во чест на којницата, од името на општината Петровец, којницата ја пречека градоначалникот на општина Петровец, господинот Борче Митевски. Некаде во првите утрински часови, значи околу 9 часов, како што вели народот, којницата пристигна овдека во општината Петровец, каде што свечен прием ќе направи градоначалникот Борче Митевски. Bravo!
како и секоја година, така и оваа година, значи веќе традиционално општина Петровец ги пречекува коњаниците, им приредуваме, значи, пречек да се одморат овдека во општина Петровец, исто така, значи, им приредуваме еден мал доручек. Сакам да им порачам на сите кои сакаат да учествуваат во овој марш, значи може слободно да учествуваат, сакам од година во година, значи што поголем број на коњаници да дојдат овдека во општина Петровец и да го продолжат патот кон Крушево, бидејќи ова е историјата на македонскиот народ. Слушам кај шумат шумите, буките. Слушам кај шумат шумите, буките. Слушам кај шумат шумите. Се наоѓаме некаде на 10 километри од општината Петровец, од седишето на општината Петровец, на место вика Скопско поле, каде што овдека со логистиката, се разбира без логистика не може да успее ни една акција, која што ја поддржува коњицата Илинденски марш 2016 година. Ќе пометиме со еден од многуте членови, еден од тие членови сте така, вие сте долго време член на коњицата Илинден. Па да, неколку години веќе учествуваме во маршот, помагаме логистички што треба за коњаницата. Како е чувството да се биде член на Илинденскиот марш? Веќе 20 години сте се веќе. Големо и убаво. И незаборавно. За која е прва коњаничка средба, односно сеќаш на првата или на ова сега што треба доправа да ја патуваме до Крушево? Па сите си имаат своја спецификација, секоја е добра, секоја е задимлива, се за Македонија. Една порака, еден позор на сите наши македонци да дојдат на Илинден да го прославиме. Да го прославиме Илинден, да се негува традицијата, да се продолжи ова, да го младите што доаѓаат генерација да продолжат оваа традиција и да не се заборави. Со коњи да не тропате, тропате. Со коњи да не тропате, тропате. Со коњи да не тропате. Со пушки да не фрлате, не фрлате. Со коњи да не тропате. Со пушки да не фрлате, не фрлате. Да не ве чуе. По краткиот престој во административниот центар на општината Петровец, селото Петровец, го продолживме патот по дел од старото џаде Петровец Катланово Велес, преку превојот Кула, навлегувајќи во атарот на селото Летевци, поминувајќи во непосредна близина на Велешкото село Товица, покрај Велешкото езеро, каде што пред самиот влез во градот на Гемиџиите Велес ни се придружија и коњаниците од Светониколската коњаница. Приквичарината пристигнале во градот на Гемиџиите Велес, каде што во 1903 година Јордан Поп Јорданов Орчето, Димитар Мечев Мечето, Константин Кирков, Илија Трчков, Владимир Пинго, Георги Богданов, Милан Арсон, Тодор Органџиев, Тодор Богданов, Илија Поп Јорданов, Алексо Минов, Павел Шатев, Марко Бошнаков, Начо Стојанов, Гоце Чанев и Јана Шапец на 28 април 1903 година во Солун ги извеле познатите солунски атентати, а овие герои во македонската и светската историја се познати како солунските атентатори, кои со нивните хероиства уште еднаш им дале до знаење на тогашните европски империи дека на ова парче земја која со милениуми се нарекува Македонија живее народ кој од памтивека се вика македонски.
Nije ne barame slava. Dosta je ako jedan den ľudia to ne razberat. I namesto spomenik neka tamo kade što će zagineme, ni ostavate jedan cvet. Eden cvet? Jedan cvet s oboja na srceto. Zbogom, drugari. Последнава чаша да не ја пиеме за нашата смрт. За неа. За Македонија. Majčice, sakavme samo jedno, da bideme tvoji dobri sinovi. Ako ne uspevme, prosti, ke dojda ten den podobri od nas. Сега треба да одиме на своите места. Во чест на гемиджиите и на сите херои од Велешко, кои своите животи ги положија за слободна и независна Македонија, коњаниците облечени во комички носи со свечено дефиле, поменувајќи низ велешките булевари, им оддаде почит, а беа пречекани и поздравени од многобројниот насобран народ. Slušam kaj šumat, šumite, bukite. Slušam kaj šumat, šumite. Почитувани пријатели, чувари на историјата, патриоти, македонци, добре дојдовте во Велес. Велес веќе навикне и велешани да ве пречекуваат секој пат кога доаѓате на патот што го водите по врвиците на славните војводи до Крушево. Тука сме сите собрани да ве пречекаме и да ви посакаме среќа на тој пат, меѓутоа и да ви испратиме порака да ја пренесете до славното Крушево. А пораката е дека нас не има, дека сме тука, дека знаеме и сакаме и можеме да ја чуваме нашата Македонија, како што не учеа Даме Груев, Пито Гули, Никола Карев и велешките војводи. Гледајќи ги сите овие млади луѓе овдека, овие млади деца што дојдоа заедно со нас да ве пречекаме, знам дека вистината за Македонија сега, овде и секогаш се пренесува од генерација на генерација, од колено на колено. Вистината за Македонија што патува заедно со сончевите зраци од нашето знаме, со јуначките песни што ги пеат и со традицијата на нашите народи. Овдека пред споменикот, пред паметникот на илинденците на велешките илендинци, ви го подарувам ова знаме, знамето на Велес, знамето на гемиджиите. Ви го подарувам ова знаме, знамето на Велес, знамето на гемиджиите, да го виорите по патот до Мечкин камен и до Гумење, да го развеете во високото Крушево, таму високо каде што гордоста најубаво се чувствува дека си македонец. Ви благодарам на сите што дојдовте овдека да ни дадете поддршка на овој илинденски марш. Оваа поддршка трае многу години, да дае Господ да трае уште многу години, да ни е вечен Илинден за многу години. Со новото утринско известноце, коњицата Илинденски марш 2016 година одовде во градот Велес, градот на гемиджиите, се упатува кон Бабуна. Поточно кажано, данешната маршрута е Тополка,
Чашка, Стариград, Васил Антевски, каде што тука ќе направиме малку еден одмор, потоа се упатуваме према Мартовци, према Теово, каде што тука и ќе ноќеваме. Откако преноќивме во Велес и откако, како што вели народот, малку се одморивме, утрината го предложивме патот кон Крушево. Поточно, по старото џаде, Велес Прилеп, навлегувајќи во дел од атарите на селото Горно Ризари, село Чашка, движејќи се по желеничката линија Велес Богомила, покрај желеничките станици Стариград, Оморани, Васил Антевски Дрен, Теово, каде што попатно бевме срдечно пречекани од дел од преостанатите жители во десетината села кои припаѓаат на овој дел од регионот Азов, кои и тие ни посакаа среќен пат се до револуционерното Крушево. Којницата Илинденски марш 2016 година, еве ја започне својата, така да наречам, трета етапа кон Крушево. Сега се наоѓаме во атарот на општината Чашка, каде што којницата тргна изутрина од Велес и ќе се движи од овде, од општината Чашка, по стариот пат Велес Прилеп и по желичката линија Велес Богомила, ќе дојди, значи кај населбата Чашка, потоа се движи полека, доаѓаме во Стариград, каде што ќе прави мал одмор, да продолжува исто така според по стариот пат за Прилеп и желичката линија кон Богомила, доаѓаме према Мартовци, доаѓаме према Васил Антевски, доаѓаме према Оморани и ќе дојдат некаде во попладнените часови во населбата Теово, каде што мештаните и од околните села ќе ја пречека којницата со богат културен забавен живот, односно со изворски народни песни и ора од Азов, што се вика. Се наоѓаме во долниот тек на реката Бабуна, а позади мене е стариот камени мост, познат како Стариградски камени мост. Овдека ќе очекуваме којницата да дојди и да направи, што се вели, една кратка пауза, краток одмор, како на пијаниците, така и на којните, каде што потоа по овој попладнените часови ќе се упати кон Теово. И да ви кажем една друга историја, каде што кога човек ќе оди по убавите наши македонски села, македонски предели, кој ќе патува по шумите и реките, дека ќе му се случи тоа да го украса ова речиго оса, меѓутоа тоа ништо не е страшно, дел од животот, дел од путешествието, затоа што човек кој ќе патува низ Македонија и го сака тоа да го патува, не жели и ова да го помери. Од логистиката во којница во 2016 година. Тешко или лесно? Не е баш тешко, ама не е ни лесно. Колку време стои со којницава? Па негде околу 15 години. Која да речеме година беше најтешка, која беше најубава, која е... Па види, најубава беше 2003-та, пошто бевме 100 коњаника. И тоа е тоа. Сега овде се наоѓаме во Староградскиот атарот на Стариград. Пред стариот камен мост. Да. И ја чекам којницата да намени и овде ќе прави пауза пред да се отиде во Да, ќе поседиме еден саат, два, тука ќе одморат добро коњаницата и ќе тргнеме до село Теово. Значи вака 7 дена се оди до Крушево, 6 етапи се. Која е најлесна, која е најтешна? Па мислам дека денешната им е најлесна. Јас ти реков добро вечер, ти ми рече дојди вечер, дојди вечер на вечера, дори не сме вечерале, дојди вечер, вечерале, шимшир порти за твој
Rajna na porti stoješe, mila mamo, Rajna na porti stoješe, Rajna na porti stoješe, libeto si go čekaše, Rajna na porti stoješe, libeto si go čekaše. Краткиот одмор на коњицата овдека во Стариград, ете тргнуваат према Теово, преку Марковци и ќе стаса некаде за едно 2-3 часа и некаде околу 20 часот вечерва ќе не пречекаат теовчани. Слушам кај шумат, шумите, буките. Слушам кај шумат, шумите. Добар ден. Еве ние заедно с Десно Коњичева одиме за Крушево. Вие ја чекате секоја година овде Коњичева? Секоја година традиционално. Така. Од овде сте од тука сме по потекло. Така. Живееме во Велес, ама пензионери сме и преку летото сме тука. И од Скопје сме, од Љубанци. Од Љубанци, а? Да, од Љубанци. А вие? Исто, они се два фамилии. Што бе влече вака, да речеме, секоја година ова време да сте овдека на овој пат, на стариот пат што е за Богомила, да ја пречекате коњицата, да испатите до Крушево? Традицијата. Традицијата со радост. Ќе бидете ли ова година во Крушево? Ќе видиме. Значи ве очекуваме таму? Да. Овој крајот дека е познат, овој азот, овој револуционерен крај. Тука во некаде на 15 км се наоѓа Богомила. Богомила, февруарски поход. Тука е исто така и Петар Попаршов роден, основачот на Средната македонска организација. Лучево, го донесе овде да ја види коњицата. Да, коњицата да види. Како му е името? Дамјан. Да, кажи бе како се викаш? Кажи бе бабе. Злати го прстите си. Како се викаш, кажи му на чичкото? Дамјан Димчевски, така? Абе не се срами, кажувай. Со коњи да ме тропате, тропате. Со коњи да... По крајот, дено дојдовме во селото Теово, едно од ретките села во Богомилско, во кое е вријео народ, каде што мештаните од ова село во чест на којницата имаа подготвено празнична програма. Ред кој е село Македонија да се похвали, да му биде нагости да дојде којницата од Скопје, кој што еве скоро 20 години оди на Крушево, на Мечки Камен да им даде почит на паднатите илиндерци со на Македонија. Да. Они доаѓаат во Теово, преночуваат една вечер, потоа продолжуваат патот кон Стровија, па Крушево. Редовно ли овој сте тука? Редовно. За оваа пригода сум секогаш тука. Исто бев и во Лисиче, Горно Лисиче, кога тргна некни на предвадена. И се горде ли душе да стоете? Сигурно, да, превише. За многу години Илинден, среќен патот да ви е до Крушево. Дај Боже, носете поздрави низ цела Македонија. Да живее Македонија. Да живее Македонија. Едата вечна нека е. За многу години нека е. Каде си ми Костадин војводата, капитано. Благодарам што сте тука, да сте здрави и живи. Почитувани мои, предлагам дел од празничната програма што мештаните од селото Теово ја подготвија во чест на коњаниците од овој годишниот илиндерски коњички марш, заедно да ја прогледнеме. Opet
денес го одбележуваме еден од најголемите, еден од најсветлите, ако не и најголемиот и најсветлиот датум во историјата на македонскиот народ, Илинден. Денот кога се подсетуваме на епохалното Илинденско востание 1903 година, меѓутоа и на 2 август 1944 година, кога е одржано првото заседание на АСТО и кога практично се удрени темелите на Република Македонија. Денеска, на овој ден, практично ние го одбележуваме остварувањето на сонот на сите оние родолюби и револуционери кои што сонуваа, живееја, работеа, меѓутоа и ги дадоа своите животи за независна држава на македонскиот народ. Овие илинденци се вградија како живи камења во најцврстиот бедем за опстојување на Македонија и на македонскиот народ. И ние врз основа на темелите кои што тие ги поставија, го надградуваме и го усовршуваме македонското национално дело. Откако преноќивме и во селото Теово и откако во раните утнински сати завршивме со предпоидовните подготовки, продолживме со нашиот пат низ регионот Азов, поточно речено по преостанатите 30 на километри од старото томаско џаде Теово Богомила, поменувајќи ни атаро на селото Согле до Богомила. Најголемиот одмор за нас како комити е во село Теово. Верувам дека сите комити тука се чувствуваат како дома. Ги поздравувам селаните и сум им благодарен за секој пречек што ни го прават. Најтоплиот пречек за нас е село Теово. Ајде. Како? Нека е за многу години. Со лесно нека е патот. Ова е една од најубавите етапи сега што ќе ја јавам. Најпосакувана, се јава под сенка. Во убава природа. По кој пат ти е околицава? 5 пат едно подобро. Која импресија е појака, првата или ова денешнава? Секоја си е своја приказ. Ќе одиме заедно со Маријо до Крушево, да им дадеме почит на илинденците. Тоа е најмалку што може да направиме. Почитувани мои, приказната за тоа како не пречекаа мештаните од некогаш неголемото село во Азов, а воедно и едно од ретките села во Македонија, кое има толку многу богата историја, ќе погледнете во наредното продолжение на овој документарен серијал. Со коњи да не тропате, не тропате. Кога ни село врвите, со коњи да не тропате, не тропате. Со коњи да не тропате, тропате. Со коњи да не тропате, тропате. Со коњи да не тропате, со пушки да не фрлате, не фрлате. Со коњи да не тропате, со пушки да не фрлате, не фрлате. Да не ве чуе мајка ми старата, да не ве чуе мајка ми старата, да не ве чуе мајка ми, ќе ве праша за мене, ама за мене. Да не ве чуе мајка ми, ќе ве праша за мене, ама за мене. Каде е син ми Костадин, Костадин? Каде е син ми Костадин, Костадин? Каде е син ми Костадин? Костадин војводата, капитано. Каде е син ми Костадин? Костадин војводата, капитано. Син ти се мајко, ожени, ожени. Син ти се мајко, ожени, ожени. Син ти се мајко, ожени. За една македонка поробена. Син ти се мајко, ожени. За една македонка